Улогата на жената, посебно во руралната средина, е голема и важна. Со владењето на традиционализмот, неопходна е руралната жена да се стекне сознаење за својата економска состојба, за можноста за развој и економско јакнење, а со тоа и јавување на пазарот на трудот. Потребно е воедно да се информира за јавните политики на владата, субвенциите, како и активирањето во бизнис сферата на жените од руралната средина. Денеска тие ќе имаат можност да се здобијат со вештини за тоа и да се информираат при тоа за тоа кои се нивните можности за идно отварање на сопствени бизниси. Значи, кои се можности ги нуди државата и сите странски фондови од видот на ИПАРД, кои се субвенциите и дополнителните олеснувања доколку жени бидат сопственички на бизнис, поточно во сферата на земјоделството. Женската граѓанска иницијатива Антико, Комисијата за еднакви можности при општина Битола и Британската амбасада денеска ја вршеа обуката на околу 35 жени од околните битолски села, како втор дел од пилот мерката за економско јакнење на жените од општина Битола. Покажаа висока свест и сакаат активно да се вклучат во обуките, односно во можностите кои им ги дава делот на предприемништвото. Во овој дел, значи, да бидат регистрирани како земјоделки индивидуалки, а исто така паралелно во проектот се спроведуваат обуки и за развој на предприемништво, во кој што значи стручните сознанија ги црпиме од Агенцијата за вработување, преку кариерни советувања, мотивацијски обуки и сите други активности кои што ги спроведуваме. Фокус група на денешната обука беа невработени жени кои беа информирани за начините за евиденција или регистрација како индивидуални земјоделци. Постои прво единствен регистар на земјоделски стопанства кој што функционира во рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тој регистар фактички е само евидентирање на сите оние кои што пријавиле производни капацитети и функционираат како земјоделски стопанства. Меѓутоа, постојат и други можности согласно Закон за трговски друштва, Закон за занечество, Закон за земјоделство и рурален развој, кои што има возможуваат не само да бидат евидентирани, туку може да бидат и регистрирани како индивидуални земјоделци. На овој начин жените се стекнуваат со правото на користење на пензија.